Меѓу трите приоритетни проекти од буџетските форуми беше и реконструкцијата на домот на пензионери. Председателката на Сдруженијето на пензионери од Струмица Данче Даскаловска е во студио 2 со колешката Стојна Митева. Повелете. Благодарам за најавата. Како што е најави, гостин во вестите на Канал Вис е Данче Даскаловска, председателка на пензионерите во Струмица. Тетка Данче сите ја знаеме, таа е една прекрасна личност и еве денеска во вестите со причина и повод. Добре дојдовте најпрво во вестите. Добро ве најдов и многу сум благодарна што ме повикавте. Така, во општина Струмица пред некој ден завршија форумските сесии. Во трите приоритетни проекти на буџетските форуми се издвои еден од проектите на Сдруженијето на пензионери во Струмица. Тетка Данче, во Струмица сите знаеме дека трендот на иселување на младите е се поголем како и насекаде во државата, така и во Струмица, па и оттаму и потребата нели за дом за стари лица, за живење на стари лица. Кажете ми што конкретно како проект ќе можеме да видиме во наредниот период кој следува од Сдружение на пензионери? Сдруженијето на пензионери Струмица има повеќе проекти во врска со развојот на Сдруженијето, а и обезбедување на услови на пензионерите. Така. Покрај другите активности, како главни проекти, сега имаме зацртено да во Струмица има многу потреба да се изгради старински дом. Знаете дека нашите деца млади се иселија многу во странство и покрај тоа што има тие куќи, да речеме, на село, но родителите не им се збринети во еден дом за стари лица кај што може да им се пруже поголема нега од сите видови нели на нивни потреби. Покрај тоа што имаме иницијатива за градење на старински дом, ние во Струмица имаме планирано во нашата програма за работи, иако тоа веќе неколку години ние стално ги програмираме, но има нели причини зошто не сме ги направиле. Имаме потреба да се изградат 30 еднособни станови за живеење на наши пензионери кои што досега не им е воопште решено стамбеното прашање. И со мали пензии. Тие се два критериуми што треба да ги има некој пензионер за да може да добие станови. Ние имаме зграда за станување на пензионерите од 10 стана, што имаме сега како проект. Ние таа зграда да ја реновираме, бидејќи е направена 1971-1972 година, пред 40 години, и сакаме да ја реновираме од кровна конструкција до столарија, до струји, до води, до све што треба да се направи да биде ново направено за тие 10 стана да можеме да ги да може да им го продолжиме векот на траењето. Тој програм беше и оваа година, извршниот одбор донесе одлука, сакаше и таа година да ги реновира и имаше можности да ги реновираме, но поради нерешени имотни односи од Министерството за финансии и покрај тоа што ние имаме барање веќе од 2011 година, се уште не е решено. Но тоа е за изградбата на новите 30 стана. Сега сакавме тоа да го решиме и да ги изградиме новите 30 стана, бидејќи уште преде 3-4 години тоа ни влезе на нас во урбанистичкиот план на Струмица и јас бев во сообраќајни врски да видам како тоа се треба да изгледа. Тоа е надградба над ресторанот и имам едно друго слободно место. Пензионерскиот дом и тука тие 30 стана треба да се направат за да сместиме барам 30 пензионерски семејства. Каде затоа и работате? Велите од 2011 година е готов проектот. Да. Имате и собствен буџет за кој што можете да се пофалите, нели? Да. Не е мала работа да обезбедите собствен буџет. Ние сме, да ви кажам, едини во Македонија како здружение, што јас за тие од 2009 година сум председател, за тие неколку години обезбедивме финансиски средства кои ги орочивме во нашите банки за да можеме да изградиме тие 30 стана и да ја реновираме зградата, бидејќи внатре во домот на пензионери Струмица тоа е све реновирано од кога јас веќе сум председателка. Благодарење нели и на моите соработници и на извршниот одбор, поддршката нивна према мене и тоа ние успеавме тоа се да биде ставено и да почнеме нели да градиме. Но затоа и работата во имотните односи во Струмица, тоа е под Министерството за финансиско
во Скопје, во Министерството. Покрај нашите интервенции, овие години, ние не можеме да почнеме да работиме. Но јас мислам, оти сега сме при крај на реализирање на ова од 2011 година што сме го почнале. Па некој ќе има и слух да ја слушне проблемот, дека на Струмица е навистина потребни нови станови. Да, чим се реши ова, ние веднага почнуваме со таа техничка документација, како тоа треба да изгледа тие 30 особни станови, нели, за нашите пензионери. Имаме обезбедено пари, но нели тие пари сепак нема може да не бидат доволни. Това е голема инвестиција за едно здружение, но јас сметав дека јас сум сепак дипломиран економист, можам да направам некоја програма и да можеме да користиме од тие фондови на Европската Унија. Така, кои секако ќе подпомогнат оваа проектна единица да се реализира. Да, затоа јас сакав да ја направиме тие проекти, да го донесат ова решение од имотните односи, да ја направиме тие проекти, да почнеме нели ние и ќе бараме пари, нормално тај цел комплекс на ова таму за окружување на стамбениот простор, нели, да биде заокружен, но и со пари нормално и од Да, и сакам да ве прашам во околу домот за стари лица. Со комплетната нега, со лекарската помош, апсолутно со целиот тим кој што ќе работи. Што вели државата на ваквиот проект? Колку Струмица како град има потреба од вакво нешто, дури да се направи покрај нели изградбата на станови за живење на пензионери со ниски примања, пензии, тоест за изградбата баш на старински дом. Таа иницијатива за старински дом ние имаме веќе 7-8 години. И порано бевме се договориле со градоначалникот, сега нели премиер, дека старинскиот дом, бидејќи тука треба премногу средства, а после тоа премногу одржување, оти тука треба да има и лекари, треба да има сестри, треба да има ова, и мислевме дека тоа треба се решава преко приватно партнерство или ако има пари државата да изграда државни домови, дури беше и локацијата одредена од прилика во касарната. Требаше да биде. Но поради тоа што касарната не беше дадена долго време на локалната самоуправа и тука не можеше тоа нели да се направи, но ние многу имаме потреба за цело Струмичко подрачје да се направи еден дом за стари лица. Премногу имаме потреба. А сега со тоа со помош нели на државата, а има луѓе заинтересирани да ги градат тие домови за стари лица преко приватно партнерство. Така, се надевам дека и пензионерите луѓе пара, вика еве ние сме тие, само треба нели локалната управа да одреди локација кај што треба да се гради овој обект, тај обект ќе треба повеќе пари и тоа само може да се направи преко приватно партнерство или државата да изгради државни домови за стари лица. А ова за становите 30 стана и реновирање на таа зграда со 10 стана, тоа е обврска наша, што и ние имаме си го програмирано и сакаме да го реализираме со реализирањето на добивање на решение за имотно-правните односи. Татка Данче, проблематиката е навистина комплексна, има што да се зборува на оваа тема, бидејќи не е мала работа, секако ни доградбата на веќе постоечката зграда и изградбата на нов старински дом, но времето во вестите навистина не ограничува. Јас ти благодарам. Се надевам дека пензионерите се горди што имаат ваква претседателка како вас која што се залага за правата на пензионерите. Да, сакам нека пензионерите сигурно ќе ги слушат вашите вести и нека они знаат, ама и некои што не знаат дека ние сепак се грижиме за нив, но не зависи само од нас. Така е, така. Ти благодарам уште еднаш што Многу сум благодарна што ме повикавте. Сакам да ме повикате и за други теми, за да можеме да ги информираме за сите работи ние што ги работиме како нели извршни органи во здружението. Оти ние имаме многу активности и што им помагаме на пензионерите наши. Така, Вис телевизија ќе стои позади вашите активности се до моментот додека не ги изреализирате проектите и секако да покажеме на гледачите. Сакам да слушнат тие органите и да ни помогнат што поскоро и да почнеме сакам до кај сам јас претседателка тај проект да го заокружам и после кога ќе сидам од претседателка, вие кои ќе дојдете пензионери да речете браво на овие луѓе што биле пред нас, направиле се, ние сега нема што да правиме. Така. Ви благодарам уште еднаш. Ние, почитувани гледачи, продолжуваме со останатите содржини на вестите.